Следите Македонија наутро, утринска програма на вашиот јавен сервис, 8 часот и 36 минути. Остануваме на тема здравство. Се уште нема лекови за пациентите со цистична фиброза. Завчера беше одржан и протест. Околу 11 часот и 55 минути чинам дека беше терминот кога се одржа протестот. На оваа тема утрово во Македонија наутро повторно разговараме, но и алармираме со Ивана Атанасовска, председателка на Асоциацијата за цистична фиброза, и Фики Гаспар, председател на оваа асоциација. Добро утро и добре ни дојдовте. Ивана, се видовме ни во исто во студио. Чинам дека 2 недели помина од последниот разговор, па да дојдеме и до моментот на протестот. Имаме ли од тогаш до сега нови моменти? Ете и после одржаниот протест завчера се остварија ли комуникации со Министерството за здравство, со надлежните од таму? Докаде е постапката за лекот? За жал, очекуваме да се остварат се уште ние некакви состаноци или да ни соопштат некои нови моменти. Меѓутоа знаеме дека сепак тешки да го започнат процесот на разговори, да се изнајде решение. Меѓутоа ова не е проблем што е од вчера и дојде само заради протестите, туку овој проблем се пролонгира многу години. Сега имаме се повеќе пациенти во животозагрозувачка состојба и заради тоа дојде и до протест кој носеше и назив 5 до 12, затоа што навистина времето е многу кратко. Така, протестот пред Министерството за здравство беше одржан? Имавте тој ден реакција, прием, остваривте ли со некој од надлежните од Министерството или помина само со протест? Протестот беше во понеделник, во 5 до 12, како што кажа Иване. Имавме разговор со министерот тој ден. Поразговаравме на темата, го известивме дека уназад и во последните 2 години ние со претходни раководства сме разговарале, но за жал немавме некој си напредок во однос на преговорите. И прашањето беше зошто сега се одлучивме за протест, а не порано. Тоа е затоа што до порано, до пред некое време, да кажеме до пред 3 недели, имавме ветување во однос на тоа кога ќе се среди, како ќе се среди, па можам да кажам дека имаше и некои разговори дека веќе некои работи се постигнати во однос на преговорите со одредена компанија која што треба да го донесе лекот, но до пред месец дена бевме известени дека тие не се точни работи и дека уствари немаат никаква моментален прогрес во однос на таа работа. И ете се одлучивме да го направиме протестот, го темиравме така да има свое време затоа што пред тоа знаете имаше и други протести кои што го зима вниманието на јавноста. Овде многу убаво поминавме во понеделник чисто од медиумски аспект, затоа што мислам дека сега во последните неколку денови се зборува многу на оваа тема и тоа е се благодарение на вас медиумите кои што му дадовте внимание, му дадовте време на овој протест и на ствари самата проблематика со болеста. 2 години е како трае проблемот со набавка на лекови. 2 години, како алармирате и разговарате, сте имали средба со министерот, но не сите овие 2 години се менуваат и раководни лица во институцијата Министерство за здравство, затоа ме интересира од новинарска гледна точка, детектиран ли е проблемот, од претходните искуства, каде лежи сршта на проблемот, за да ова не се повторува во иднина? Се разговарали за тоа или понатака да се набават сега лековите, па ќе си остане проблемот секоја година да биде неизвестна, или може од темел да се промени работата и веќе да разговараме дека работата ќе си тече? Од искуството до сега кое го имаме со секој ново раководство, ние наново ги водиме темите што е цистична фиброза, какви потреби имаат пациентите, какви нови лекови има дојдено. Се надевам дека таквите разговори во иднина ќе прекинат и дека ќе се насочиме многу кон она како да ги оствариме нашите основни права и како што поскоро секој еден од пациентите кој има можност да ја добие оваа терапија, кој според мутацијата му одговара таа терапија и е соодветен според возраста,
да во најбрз можен рок да може да го искуси сето тоа. Еве вчера најнови вести се дека во Црна Гора веќе се одобри за сите пациенти над 6 години оваа терапија. Што значи дека ние останавме единствената земја дури и на Балканот која е без терапија. Нас и како примерите пациенти успешни од другите држави што велат? Не може тие да се превземат, да се пресликаат кај нас и да се тече во континуитет набавката на лекови, или тешко е нешто поради нашите законски процедури тоа да се изведе, треба некоја промена да се направи? Од тој аспект прашувам. Кога веќе и земјите во регионот го немаат тој проблем? Ние во тој дел не сме известени, меѓутоа ние сме на крај пациенти кои само си го бараат решението, не треба Правото за да, не треба да им кажуваме кои се начините за да се стигне до лекот. Затоа се на функции, затоа имаат власт за да најдат начин да ги изменаџираат работите, да се дојде до решение. Нас што како пациенти многу не иритира е тоа што претходно кога немаше лек ние имавме надеж дека еден ден можеби ќе дојди тој лек, се боревме со нашата состојба за да се одржуваме во добро здравје, за кога тој лек ќе дојде да може добро да ни делува. А сега многу е поголема фрустрацијата кога знаеме дека тој лек го има и кога кај многу пациенти навистина прави чудотворни работи за само 4 дена и тоа чувство на некоја нерамноправност, на дискриминација, навистина многу влијае на нашето физичко здравје и на психичкото, се разбира. Така. Ајде малку околу нели и личните искуства, зошто е потребно пациентите со цистична фиброза редовно да ја примаат терапијата? Видете, кај нас малку се измешали некои работи, јас само би сакал да се надоврзам на Ивана за тоа што го кажа. Значи, во некоја си нормална процедура, пациентите не треба да бидат засегнати од што е тоа, нели, кое што се прави во однос на правниот аспект и на обезбедување на некој лекарство. Да, но тоа ве прашав од аспект на функцијата, нели, председатели на асоциацијата, бидејќи верувам дека со предизвиците со кои што се соочувате, сигурно и малку подлабоко требало да навлезете во овие теми за да се најде решение на проблемот, за да дадете и ваши препораки. Така, целта на асоциацијата е оствари каде што има пропусти и каде што треба да се поработи на тоа да се подобрат, да се поработи, тоа е оствари Сдружение на пациенти кое што се труди да си ги оствари своите права каде што имаме, нели, застој во однос на тие права. Така да ние сме доста запознаени со каква е процедурата и што треба да се направи, но мислам дека не е наше како, нели, ние не сме сепак медицински лица и не е наше да збориме кој е процесот. И да, имаме искуство затоа што соработуваме со сите тие здруженија на пациенти кои што се и на Балканот и во Европа, ете сега ја спомна Ивана, Црна Гора, така да имаме, знаеме точно они што направи и како го постигнаа тоа, но сепак тоа треба да се направи од Министерството. Они треба да се седнат со компанијата која што ќе се одлучат дека ќе го набави лекот и да се направат договор во однос на цена и во однос на количина, колку тоа ќе трае, како ќе трае, така да тоа е прилично едноставно. Во однос на нашите искуства како пациенти, ние си имаме план и програма, нели, секојдневно за што е тоа што треба да правиме. Тоа е најчесто врзано за инхалации, примање на одредени медикаменти. Моментално медикаментите се сега врзани за да го покријат симптоматскиот дел на болеста, значи влијаат на самите симптоми, ги облажуваат симптомите. Ако сака Ивана може малку повеќе да каже за ова, разликата по новиот лек е што влијае не на симптомите, туку влијае на причинителот на болеста и ја прави да биде таа, нели, многу помалку опасна и да не биде толку животозагрозувачка. Ивана, нешто да дополниме? Па тоа е, ние постојано пробуваме да укажеме на тоа дека со модулаторната терапија ние не само што нема да поминуваме толку многу време во болнички услови, ние ќе бидеме и целосно работоспособни. Нашите родители, односно родителите на малите деца кои се со цистична фиброза нема да земаат отсуства постојано од работа. Нашите сопружници, бидејќи ние возрастните пациенти голем дел сме веќе си имаме и своји фамилии, свој семејство оформуваме. Нема да одат со секираци на работа, дали нас тој ден од
3-часовно кашлање ни е истрошен организмот, сме преморени, така да од секој можен аспект оваа терапија би допринела не само за нас како поединци, туку и во целокупното општествено живење и кај нашите најблиски и во општеството би допринела. Ако може да додадам, имајте во предвид дека ќе се намалат и трошковите за другите лекарства и за хоспитализацијата, моментот кога ќе немате толку потреба од хоспитализација. Ето, зборувам и за трошоци не само и за пациентите, туку и на самите и за здравствени институциите. Така да трошокот би се префрлил кај лекарствата од овој аспект, би се намалило во однос на хоспитализација, во однос на сите други трошкови кои што нели се прават моментално за пациентите. И многу е побитно што, барем според мене, ние сме повозрастни, али сега младите кои што се диагностицирани, затоа што има ранен скрининг сега, уште од самиот старт на животот на луѓето се прави скрининг и ќе направи голема превенција во однос на прогресот на болеста. Не би било исто вие да го примате тој лек и да дојдете до 30 години и да не го примате и да дојдете до 30. Има различна клиничка слика во однос на самата болест, која што е многу охрабрувачка, затоа што веќе дојдовме до ситуација каде што можеме да кажеме дека се ближиме до надминување на самата проблематика во целост, што е многу позитивно. Имајте во предвид дека пред 40 или 50 години уопште не се знаеше или многу малку се знаеше за оваа проблематика и најчесто младите починува, има многу краток животен век. Мислам дека последно е 36 години, просекот пред тоа беше многу понизок. Така. Колку вкупно беа луѓе во Македонија диагностицирани со оваа состојба? Измеѓу 130 и 140 пациенти, да. Так. Има некои се оцелуваат, има некои нели нови се диагностицираат, да, бројката варира од 130 до 140. Кога веќе и тоа го прочитав како податок, нели, дел од луѓето на кои што има и влошена здравствената состојба, за жал си бараат, нели, излез, односно решение со дури оцелување, но добро е напоменавме дека траат разговорите со Министерството за здравство, остварен е состанок со министерот во понеделникот кога имавте и протест, така да се надеваме дека забрзо ќе информираме за позитивно решение на овој проблем, секако и ќе зборуваме за важноста на терапијата следниот пат и за новата терапија, малку повеќе да информираме за тоа. Овие проблеми ќе ги ставиме оваа стара година 2022. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас.